Добар ден, почитувани граѓани на општина Берово. Денес е 1 април, ден на шегата, но тоа што ќе го слушнете не е ниту шега, не е ниту засмеење. Денес пресот го одржуваме пред Општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово. Нашата гимназија, како што ние беровци милуваме да си ја нарекуваме, само до пред неколку години важеше за една од највисоко рангираните гимназии на ниво на Република Македонија, како по квалитетот на наставата од професорите и кадарот кој работи во истата, така и по квалитетот на знаење со кое излегуваа гимназијалците од неа и освојуваа први места на републички па и меѓународни надпревари. Значи, нашето општинско средно училиште беше меѓу првите по успех и квалитет во Република Македонија, додека сега, со незаконски наметнатата придавка во така наречената Северна Македонија, сликата за нашата гимназија е подруга, но за жал и не поубава. Најпрвин, оваа средношколска година започна со задоцнување од 1 месец, односно од 1 октомври, затоа што Министерството за образование и наука, поради тоа што имаа многу работа, не успеа на време да ги направи и достави протоколите за услови за работа во време на пандемија, па потоа задоцни со продуцирање на националната платформа за онлайн учење, па откако ја продуцираше средношколците не можеа да се најават на истата, па паѓаше системот и платформата, за да најпосле се успее со онлайн учењето, но со признавање од страна на МОН дека заради немање компјутери, лаптоп и интернет, само едно 40% од учениците нема да се во можност така да ја следат наставата. За нашето образование ни тоа не беше проблем, зашто МОН нели ни го реформираше образованието, па ете сега сме учили по фински модел. И навистина, никој жив досега не знаеше дека во Финска така се учи, па може сега и нашите училишта ќе бидат меѓу првите во свет. Но шегата настрана, зашто денес на никого од родителите, ниту пак на средношколците, повеќе не име до шега, со тоа што не се случува пред нашите очи и уши. И да започнеме од почеток, за селективното и повторно незаконско работење на градоначалникот Пекевски и директорот на Општинското средно училиште Сашко Корчовски. Имено, на 29 октомври започнува породилното боледување на еден од професорите по македонски јазик и литература и остануваат 20 работни часа, кои треба да се прераспределат на професори кои се вработени во гимназијата, а кои немаат полн фонд на часови, а ако нема такви, да се вработи лице професор по македонски јазик и литература на определено време на 9 месеци. По-конкретно, во ОСУ Ацо Русковски има професор по македонски јазик и литература, вработен на неопределено време, кој има 15 фонд на часови и на кој, според закон, треба веднаш да се дополнат уште 5 работни часа, од тие 20 од професорката која е на породилно, а за останатите 15 часа да се вработи лице кое е со висока стручна спрема, професор по македонски јазик и литература. Но за жал, професорката која треба да ги добие 5 часа дополнување е советник од редовите на ВМРО ДПМН. И затоа директорот, како продолжена рака на градоначалникот, не и ги доделува тие 5 часа, а ниту пак вработува на определено работно време, барем некој од неговата партија со завршени професор по македонски јазик и литература, туку истите 20 работни часа се доделуваат на библиотекарката, а со тоа проблемот, наместо да се решава, уште повеќе се продлабочува, затоа што гимназијата останува без библиотекар, што пак е незаконски. И тука селективноста не престанува. Туку продолжува и кај другите вработени на неопределено работно време, кои имаат по 5 до 10 часа, а имаат можност за полн фонд на часови, но за жал и тие немаат подобна партиска книшка за добивање на истите од страна на директорот. Заради ваквото самоволие во работењето на директорот, уште посилен бидејќи истото и со одобрување од градоначалникот, професорката и советник од редовите на ВМРО ДПМН внесува представка до училишниот одбор и до Државниот просветен инспекторат. Заради утврдените неправилности во постапката на директорот, училишниот одбор по представката постапува со испраќање на писмен допис до градоначалникот и директорот да 5 часа се доделат на професорката и советникот ВМРО ДПМН, а за останатите 15 часа да се вработи професор по македонски јазик и литература. Значи, иако партиските книшки се насила во гимназијата за доделување и одземање на часови или пак за ново вработување, а не дипломите, стручноста и професионалноста во работата, сепак законот на крај над сите и мора да се почитува, зашто пред фактите и боговите молчат. Сега сум сигурна дека така и во Финска.
Градоначалникот и директорот секако ќе одговорат дека и тука законски постапиле и нема да признаат одговорност, но обичните луѓе кои сакаат нивните деца да учат и стекнуваат знаење од професионални стручни кадри и професори за кои не се важни партиските книшки, туку пренесувањето на знаење на своите ученици, знаат и умеат да препознаат кој работи селективно и кој прави политика преку нивните деца и знаењето на нивните деца, зашто сепак на крајот на денот тоа е најважното, бидејќи средношколците се нашите идни академски граѓани, нашата гордост, нашата радост и нашата иднина. Ви благодарам. И уште нешто само да ви пренесам. Почитувани граѓани, сагата на ВМРО ДПМН за работењето на градоначалникот и неговите кадри продолжува, како приказни за добра ноќ, но не за лесно да заспивате, туку за да со нив ве разбудиме. Зошто со ништо не заслужувате некој да ве подценува и да мисли дека како мали деца верувате кога ви кажуваат дека белото е црно, а црното е бело, додека реалноста со факти го покажува спротивното. Затоа останете будни, следува продолжување на сагата.